Последниве неколку дена, актуелно во Македонија е новото поскапување на струјата. Па поради тоа граѓанската организација АМАН денес во 18 часот ќе организира протест пред дирекцијата на ЕВН Македонија. Прашањето поврзано со продажбата на тогашно ЕСМ, сега ЕВН, е актуелно уште од 2006 година. Атанаско Тунески, кој во 2006 година беше член на ВМРО ДПМН, а сега истакна член и експерт за енергетика од СДСМ, во емисијата ЧУМ остро ја напаѓаше тогашната власт на Социјалдемократскиот сојуз околу продажбата на ЕСМ, велејќи дека со таа продажба власта прави зло, барајќи истото да биде оправдана. Со продажбата на ЕСМ дистрибуција вие не правите ништо освен што му давате државен монопол на приватник и ќе го правите приватен монопол. Тунески во тоа време беше за приватизација на ЕСМ, но како што тој рече, тогашната власт сака ЕСМ да биде продадена на странска компанија и тоа 90%, со што на државата би останале само 10% од собственоста на најголемиот електродистрибутер во државата. Процесот на приватизација и процесот на продажба се два различни термини. Приватизација да, но вие го продавате 90%. Кој ќе се покачи процентното продажба над 51, вие одите дури до 90, тоа веќе не е приватизација обична, тоа е продажба. Да не речам распродаж. Од 2006 година Тунески беше против продажбата на ЕСМ на странска компанија, бидејќи како што рече, доколку владата го продаде ЕСМ дистрибуција, автоматски го продава на друга држава, затоа што во 4 тогашни компании кои беа пријавени на тендерот за продажба на електростопанство на Македонија, мнозински собственик била државата. Ние, ако го продадеме ЕСМ дистрибуција на овие 4 продавачи на тендерот, практично сме го продале на туѓа држава, затоа што во сите 4 мнозински собственик е државата. Во чешкото мнозински собственик е чешката држава, во италијанското италијанската држава, во германското германската држава и во австриското австриската држава. Така што паѓа во вода тезата дека ние треба сега нешто да брзаме многу напред за да фатиме чекор со некого. Никола Поповски, кој во 2006 година беше министер за финансии, рече дека Македонија троши 420 милиони евра за увоз на струја, а компаниите пријавени на тендерот се потпирале на девизните резерви. Која е логиката на македонската економија? Во идните 5 години, 10, или ние сме должни и многу подалеку да гледаме како генерации, ќе увезуваме струја по 8, по 9, по 10 центи, ќе ја продаваме по 4 центи и кој ќе го спремнили сме да кажеме, ќе воведеме данок со кој ќе ги покриваме загубите на ЕСМ, за да ја бенефицираме струјата што се увезува и ќе продолжи трендот во светот на раст на енергијата. Денес се поставува прашањето, дали доколку во 2006 година ЕСМ не беше продадена на австриската компанија, македонските граѓани ќе плаќаат толку високи сметки за струја, како и тоа дали Социјалдемократскиот сојуз греши што продаде толку голем дел од овој македонски електродистрибутер.